Овде денес се собрани пелагониските сточари, без разлика дали се членови на здруженија или не, сите го имаат истиот проблем. Имаме проблем со откупот на јагнето, значи цената е енормно ниска. Бевме во преговори со министерот за некои работи да се решат, до ден денес немаме добиено одговор за тоа. Проблем имаме со мерката што е воведена 50% да се носи во кланица и сега цената ние сте принудени да ја носиме во кланица јагнето. Цената ни одредува тие, ние немаме простор за пазар со тоа. Бараме мерката подхитно, ако може да ни помогне да ја укини, за да можеме барем да го предадеме јагнето. Јагнето веќе во поодмината фаза е прерастено. Исто друг проблем имаме со исплата на субвенците. Исплатата на субвенциите беше договорена во февруари месец, после лозарите се исплата сточарите. Сточарите не се исплатени до ден денес. Исто имаме мерки други кои не се исплатени. Повраток на овчари. Повраток на овчари земаме за 22 година, а сега сме 25-та. Па со тие пари, пресметајте што може денес да се купи. Ние сме, јас сум конкретно, за мене зборам 25 години со фирма, тројца вработени. Плаќам 160.000 месечно придонеси. Јагнина непредаени, субвенции нема. Со што ние овие трошоци да ги подмириме? Ние не му должиме на државата ни денар еден долг овие сточари што се тука собрани. Ниту по основ на пасишта, ниту по основ на водостопанство, ниту по основ на концесии што се добиени со земјишта. Зашо е проблемот што ние не можеме да си ги земеме нашите пари и јагнето да продадеме како што доликува една цена за да може овие луѓе да живеат достојно. Ај сега објасни што е мерката 50, што е спомнуваш и колку е моментално. Вака да објасниме дека мерката. Пример, ако се има еден сточар 200 овци, 100 јагниња е задолжен да предаде во кланица. 100 јагниња предаде во кланица, тој треба да остави за приплод, тука има и смртност, тој не може да го обезбеди тоа, пример. И сега кланичарите условуваат, мора да однесиме ние 50% таму, тие си уриваат цената нормално. Тоа си е нивна работа. И не можеме ние, значи, да кренеме цената од 210 до 220 денари се движи. А барате колку? Ние бараме, пресметка беше со министерството дека 273 денари нас не кошта производна цена на јагнето. Бараме да се доплати од министерството таа цена ако веќе ги даваме јагнината на 210-220 денари. Колку јагниња моментално има непредадени? Дали се знае вака отприлика? Еве ги сточарите нека кажат, има многу јагниња непредадени. И тие ако ги остат тие јагниња за приплод, сега не може да исполна мерката, не можат ни да ги остат за да размножат стадо. Значи не одговара, нешто овде мора да се смени. Има време да се смени? И има време за неколку дена ова подхитно да се реши, и времето, знаете, за великденските празници е веќе готово. И ова ќе биде незапаметена година за сточарите во Пелагонија да остани јагнето дома. Представи се. Јас сум Боби Бошевски од село Подинов, фарма Боди Комерц со 600 грла овци. Пелагонискиот регион остано дома јагне има некаде околу 70%, кое што не е продаено и е прерастено. Просечната килажа му е минимум 28 килограми просек. Откупувачите тоа јагне сега не условуваат да биде на поевтина цена, ќе ни го земат можеби и на 200 денари, а можеби ќе ни го вратат и од кланица и со тие јагнина нема што да се прави освен да се остават за приплод. Кој може да остава за приплод, кој не, чиста загуба. Зошто има толку оставено непродадено? Непродадено јагне има заради мерката 50%, што има 3 месеци засто имаше на откупот, еднаш неделно се откупуваше за мачкање очи на министерот и со уцени на кланичарите и на производителите. Значи вие сте обврзани 50% на кланичарите да му го дадете јагнето, да, така? Со таа мерка. Ако не е тоа, каде би ги давали јагнињата? Ако не е тоа, имаше предлог на состанокот од пред 2 недели до министерот, имаше предлог за извоз на живо откупено јагне надвор од државата на повисока цена и тоа ќе се откупеше цело јагне, ама министерот не даде дозвола за извоз. Зошто? Па има некои
интереси, не можеме да констатираме тука прецизни работи. Каде, во која држава ви го бара и по која цена? Албанија, Косово, Бугарија, големо јагне, сите тие држави барат големо јагне. На Хрватска исто 30 кила нема проблем за таму. А за Италија ни барат мало јагне, а јагнето благодарение на министерот на кланичарите прерасте. А цена за востранство? Цена за востранство 280-300 денари, жива мера. Име презиме? Кирил Стефановски, село Трап. Женското јагне ни укина субвенцијата, не влегува како субвенција за женско јагне. Откупо, скроз од кланица са јагнина се враќа. Да големи јагнина ги неќе са кланица. Јас откупувач сум на јагнина, ме знам де сточариве. Ги неќе кланиците са големите јагнина. Кај да ги носиме ние како сточари. На приватно не остава да продаваме. Каде, кај да носиме, а нека кажа сега тие. Ке министер објавне на состанок. Одговор не ни даде министерот нас. Ни рече за 3 дена, помина 2 недели од тогаш. Значи, плата не земаме, субвенции немаме, од дошто ни јагнина ни штали, од шо ние да живееме? Месото по касапниците 700 до 800 денари, во Битола некни прашавне 750, 650 денари, 680 беше. Во Скопје 800 денари кажува јагнешкото месо. А 200 денари ни ги зема јагнината. 200 големите јагнина 200 денари не уценува сега. Лани го изгубив и субвенциите ги изгубив лани и јагнината ми остана 160-170 јагнина и годинава истото пак. Како че живееме ние. Од шо? А колку има во Пелагониско овци во моментот? Сточен фонд. Па не можам тоа да кажам бројка, не сум инспектор да шетам по трлата. Колку има селата си спустија готово вече, сточарите сите ќе ги дајме. Еве и постари сточари уште 20 овди. Кај од 20 години овде, од 30 години човек што чува овци. Ние, РБО ново еден го отворе во Гостивар, го отвори РБО-то ново, купе 800 овци, 150.000. Човеко го видов, носи апчина, в џебо му е полен. Не знае кај да оди сега. 150.000 евра човеко за овци вложи годинава. Прво РБО му беше тоа во Македонија. Ново после 10 години. 15-20 години ново. И ќе го кажам, Фадил човеко, презиме не му знам. Купе 800 овци човеко, значи отвори РБО ново, сега на рак апчина, еден џеп апчина носи до него. Дали барате повторна средба со министерот? Да, бараме. И бараме ние хитна средба и со министерот. И ако може до Мицкоски, до премиерот на владата ние да не примни. Значи дете на факултет, од шо? Ни плата, ни пензија, ништо. Тие овци ја живеам. В субвенции немам земено. Ни еден денар немам субвенции земено. А како струја, ако не плати, ќе исклуча. Ако не плати, не ќе исклуча, ќе дадане извршител. А зошто ние не бараме, ние бараме од 2024-та? Што ни следува нашето ние бараме. А не е платена субвенција за Па немаме, јас лично немам земено субвенции. 23-та? За 2024-та немам јас субвенции земено. Име и презиме? Стојановски Маријанчо, село Новоселани, Прилеп.